Добар ден, јас сум Хари Кацановски, а ова е подкастот на Плюс Инфо. Доколку ви се допаѓа оваа содржина, стиснете subscribe. Денес ни гостува е многу интересен гостин. Тој е доктор на науки по филозофија на наука, а истовремено тоа, пошто е многу значаен, е пионер на филозофија за деца во Македонија. Учествува во различни програми кои вклучуваат предавање на децата филозофија. Една од тие е Училница, платформа која се занимава со предавање на филозофија на помлади деца, а исто така и проектот на Еразмус, ако не се лажам, кој исто така вклучува едукација на деца и млади луѓе за проблематики поврзани со филозофијата. Тоа што е интересно денес, зашто ќе говориме воедно, е воведувањето на филозофијата како изборен предмет во 4-то, 5-то и 6-то делење, мислам дека беше. И сето тоа што е вклучено околу проблемите, предизвиците и предностите. Околу сето тоа, мило ми е да го представам Матин Поповски. Добре дојде на подкастот на Плюс Инфо. Добро ве најдов, благодарам многу за поканата. Мислам дека ова е една убава можност малце да позборуваме, да разјасниме и да објасниме некои работи во врска со филозофијата со деца, бидејќи сепак е во голема мера новитет на нашите простори за пошироката јавност. Така, мило ми е што дојде. Јас и ти имаме разговарано за ова одамна и знам дека ти одамна се занимаваш со се во ова и многу ти е важно. И при тоа си имаш многу вложено во сето тоа. Така што за почеток би сакал да те прашам што те поттикна да почнеш со една таква интересна проблематика како филозофија за деца? Во одредена мера почнав случајно да се занимавам со филозофија со деца, инако како што спомена, моја прва љубов филозофска беше филозофија на науката, затоа докторирав во оваа област. Меѓутоа, некаде при крајот на студиите, мојата драга професорка Олга Пешевска-Заревска, за жал сега покојна, ме повика да бидам, покани да бидам демонстратор по нејзиниот предмет, методика на настава по филозофија. На крај памет не ми беше дека со тоа некогаш би се занимавал, меѓутоа ми се види интересно, сега го прифатив. И тоа е оној предмет во кој што наставата по филозофија, односно методиката на настава по филозофија се изучува пристапот на наставникот, меѓутоа на оној класичен начин на кој што се предава во средно училиште и ги подготвува студентите да бидат идни професори во средното училиште и во нефилозофски предмети кои што постоја до пред малку во основно образование, како што реков, на класичен начин со учебници, лекции, испрашување, предавање, сето тоа што е вообичаено за нашето образование. Меѓутоа, заедно со професорката, кога разговаравме на теми врзани со методиката на настава по филозофија, забележавме дека постатени часови, што се вика часови за слободен избор на наставните содржини. Тие се предвидени во програмата по филозофија за средните училишта и се прилика 1/5 од часовите, покрај часовите за нови наставни содржини и часовите за повторување, утврдување на знаењата, 1/5 е предвидено за ова, часови за слободен избор. Тие часови во суштина се предвидени, не се доволно методички обработени, не беа барем доволно обработени, меѓутоа се предвидени за наставникот да им доближи филозофијата до учениците, односно повеќе да ја извлече филозофијата од нив, да види што нив ги интересира од филозофијата и за тоа да разговара на овие часови. Меѓутоа, бидејќи не беа, како што кажав, овие часови доволно методички образложени и обработени во програмата, многу често наставниците се ги користеа за да доиспрашаат, за да допредадат нешто што им застанало и тој потенцијал на овие часови не беше доволно искористен, затоа решив да истражувам малку во таа насока и всушност мојата магистарска тема е токму се несува на часовите за слободен избор на наставните содржини. И всушност понатаму јас забележав дека овие часови и потаму кои открив филозофијата со деца во многу нешта во суштина се слични. И
за време на истражувањето, професорката Пешевска едно време, како случајно ми подаде неколку книги, века зирни ги книги, може ке те интересира нешто. И помеѓу тие книги беше книгата на Метју Липман, инаку основач на филозофијата со деца уште во 70-те години во Соединетите Американски држави. Таа книга се вика Philosophy in the Classroom. И ми се чини дека не баш случајно ми ја подметна да ја прочитам, да се заинтересиран. Јас бев, кога ја разгледав, бев воодушевен и почнав да истражувам во таа насока на филозофија со деца. Уште повеќе ме воодушеви кога гледав видеа на интернет како деца филозофираат и тоа ме потсети на моето детство, а и што сум слушал прашања деца што се голема суштина филозофски прашања. И јас сум се прашувал на тие такви филозофски прашања, од тоа што е добар пријател, што е храброст, па дури прашања типот зошто јас сум јас, не сум некој друг. И децата знаат да се прашуваат многу такви прашања, ќе зборуваме понатаму и за тоа. Сакав да кажам дека баш тоа подметнување од професорката, мислам дека тоа е иницијалната каписла со која што ме натера се занимавам со филозофија со деца. И веќе во 2013 година го имав првото официјално излагање на оваа тема. Во рамките на Филозофски филмски фестивал беше тоа. Излагањето беше дали деца треба да ги учиме филозофија. И тоа е всушност на некој начин почетокот на филозофијата со деца кај нас. А потоа продолжи со работката со Филозофскиот филмски фестивал. Имавме, покрај тоа што јас изведував многу работилници, го искористивме фестивалот и да купиме од надвор, оние кои што веќе полого време се занимаваат со филозофија со деца. И викнавме имавме многу гостување на стручни лица од оваа дејност. Пред себе го споменал Дейвид Ларсон од Данска, председател на Данското здружение за практична филозофија и филозофија со деца, со кој што до ден денес соработуваме. Тука беше Јоана Хокен од Франција, Веселин Дафов од Бугарија и едно многу значено име во филозофијата со деца, во моментов и можеби најзначено живо име, тоа е Томас Вартенберг од Соединетите Американски држави. И сите овие стручњаци, освен тоа што има теориски предавања, праве и кратки обуки, меѓутоа има и практични часови со деца, практична презентација на нивните методи и ние полека со текот на годините учевме од нив. Ја спомена и училница, и тоа е едукативната платформа училница, тоа е значаен сегмент од почетоците на филозофијата со деца кај нас. Тоа беше прв серијал на предавање, би рекол еден курс, не предавање, серијал на часови и работилници филозофија со деца, еден цел курс кој што исто така многу помогна, за кој што бидејќи се работи за приватна едукативна платформа, родителите плаќаат да ги запишуваат своите деца на филозофија. И на крајот е проектот Софи, кој што исто така ти го спомена, кој што веќе е голем чекор напред за нас во оваа дисциплина. Интересен момент што сакам да го прашам е, конкретно има секој предмет кој се учи на училиште, има некој си резон зашто се учи биологија, нели, зашто се учи македонски, зашто се учи математика. И зашто токму филозофија? Како филозофијата би им помогнала на децата за да имаат одредени апликативни алатки во животот или да разбираат повеќе работи, да имаат подобро разбирање за себе, за светот, за начините како гледаат, да дискутираат. Зошто филозофија? Како ќе им помогне тоа на децата конкретно? Зашто било? Прво и основно што треба да се разлачи е дека децата на овие часови не учат филозофија. Значи ние не ги сенуваме и да речеме еве Платон чита или Кант чита. Значи филозофи воопшто не се ниспомнуваат на овие часови, ниту пак нивни учења, ниту пак дефиниции, ниту пак правци филозофски, ништо од тоа не се учи. Значи филозофија не се учи, но со децата не ги учиме филозофија, туку ги учиме да филозофираат. Па дури не ги учиме, те природно знаат да филозофираат, ние ги вежбаме да филозофираат. А филозофирајќи тие вежбаат да мислат, вежбаат да слушаат,
вежба да дискутираат, што се многу значени алатки во секојдневниот живот, не се согласите, да аргументираат и да соработуваат помеѓу себе. И од тука главни цели на филозофијата со деца е да се развојот на критичкото и на креативното мислење, потоа вештините на аргументирање, на она чувство на зачуденост кое што треба да не следи во филозофирањето постојано, подобрување на имагинацијата, на љубопитноста и што е многу интересно, а и многу истражувања го покажуваат тоа, дека се создава основа за подобар успех и по другите предмети. Обично не се забележува што уште филозофија им фали сега ќе бидат преоптоварени. Не само што не ги оптоваруваме со нови содржини, туку начинот на кој што работиме филозофија со деца им помага оние други содржини подобро да ги совладат, другите содржини по другите предмети. Например, едно дете многу по длабоко разбирање ќе има еве за математиката, не само ако ги познава да знае како да решава равенки или да ги знае геометриските форми, меѓутоа ако почне да се запрашува што е бројот во суштина, дали бројот е нешто што е во природата или нешто што е алат на нашиот ум за да организира, да спознае природата, или пак не знам, триаголникот дали постои во природата или кругот или нешто на идеализација за нештото. И со подлабокото навлегување во овие основни прашања за овие дејности, всушност тие создаваат многу потврста подлога за подобро да работат по другите предмети и подобро да го разбираат она што другите наставници треба да ги научат. И исто така важно е што се зголемува во голема мера и свеста и самосвеста и самодовербата кај учениците, затоа што на овие часови ние ги прашуваме децата што мислат. Кој во животот не ги прашува што мислат, ни дома многу ги прашуваат што мислат, ни на училиште. На училиште треба да репродуцира. Му дава знаење, тоа треба да го научи, после нека време да покаже дека запамти. Меѓутоа, многу позитивно се влија на детската самодоверба кога ќе видат децата дека нивното мислење е значајно, дека нас тоа не интересира. Не ме интересира да му наметнам некој став или некој мислење на детето, ме интересира тоа што мисли на одредена тема. И освен овие индивидуални вештини кои што ги набрев, децата развиваат и социјални вештини во филозофијата со деца, секако тука меѓусебното почитување и разбирање, затоа што не би можело да има филозофска дискусија без да се почитуваат меѓусебно децата. Меѓусебна соработка, меѓусебна емпатија, чувство за солидарност и за праведност кон другиот и на крајот и недискриминација и рамноправност во одредена ситуација во која што се случува филозофскиот разговор. Сметам дека ова е времено во кое што критичкото мислење е прилично дефицитарно во општеството и од тука треба да најдеме начин како да го поттикнеме не само критичкото мислење, и емпатијата и духот на заедничарењето, на заедништвото, би рекол. Меѓутоа, тој критички дух многу потешко се буди или се поттикнува кај возрастните, кои што имаат веќе прилично цврсто дефинирани ставови, потешко отстапуваат од нив или критички ги разработуваат и затоа сметам дека треба да се работи во најниските нивоа на образование, во основното училиште и затоа што децата по својата природа се критички настроени и тие кога се развиваат, едноставно се збунети од светот околу нив, бараат смисла во светот и се обидуваат да одговорат на основните прашања во светот за да се снајдат во него. Меѓутоа, возрастниот човек многу потешко ќе го навратите да филозофира, да размислува за основните нешта, кај децата тоа многу поприродно оди, многу побрзо и многу подлабоко навлегуваат во филозофските прашања. И како што споменав, такви прашања често се слушаме, оние што имаат малку поголеми деца, може да забележат дека детето многу често прашува зошто. И прашува многу
тешки, длабоки филозофски прашања. Еве, ќерка ми која што има 7 години пред завчера ме праша до кога, како го формулираше, до кога, дали секогаш ќе има години. Сакаќе да праша дали времето ќе трае вечно секогаш. И тоа не е чудно, иако се работи за 7 годишно дете, малите деца многу често се прашуваат такви прашања. Од каде доаѓам, кој бил првиот човек, кога почнала Вселената, по-практични прашања, што е храброст, што е вистинско пријателство. Споменав исто дали јас сум ја, зошто јас сум јас, зошто не сум некој друг. Зошто јас сум Мартин, не сум Хари, а зошто ти си Хари, не си Мартин. И такви слични интересни прашања. И сето ова што го зборувам не го измислив јас, не е нешто што не постои веќе во светот. УНЕСКО уште во 1995 година поведува една акција наречена Филозофија и демократија во светот, со цел да развие и да воведе филозофија во што е можна повеќе во образованието, бидејќи според нивните сваќања филозофијата ги развива критичкото и креативното мислење, меѓутоа и ги исполнува оние демократски вредности на недискриминација и на мирен општествен диалог. И дури во 2016 година и отвори катедра за практикување на филозофија со деца, разбирајќи оваа дисциплина како основа за меѓукултурен диалог и социјална трансформација. И не само УНЕСКО, во голем број земји од светот веќе е воведена филозофија со деца во основно образование. Споменав дека во Соединетите Американски држави таму почна филозофијата со деца со Метју Липман, уште во 70-тите години е воведена. Прво нели како пробна, потоа и во голем број училишта. Потоа во Австрија во 1983 година, Словенија 2006 година, Канада 2004 година. Мислам, да не ме разберете погрешно, не сум јас некој што по секоја цена сака да презема се што се случува на Запад, дека е добро, дека мора да се преземе такво како што е. Сепак ние живееме во посебен културен контекст, имаме посебни квалитети, меѓутоа она што успеваш, она што навистина е корисно, мислам дека треба да го преземеме и да го практикуваме. И споменав дека во Словенија е воведена, сакам да само да кажам дека во рамки на проектот Софи, чие што има филозофија со деца за поширока социјална инклузија, ние, Филозофското друштво на Македонија, сме носители на тој проект. Меѓутоа соработувавме, односно партнери на проектот се Филозофскиот факултет на Кирил и Методи, Филозофското друштво на Словенија и Грчкиот Каподистријски универзитет, Национален Каподистријски универзитет од Атина, и ние заеднички всушност работиме на овој проект. Повторно сакам да кажам, не е тоа само ние дека го смисливме, но веќе го има и во нашето поблиско соседство. И замислата наша беше да направиме една наставна програма прво, потоа да направиме прирачник за наставници за следење на наставната програма, да направиме дидактички материјали кои што ќе помогнат во реализација на наставната програма, обуки да направиме на потенцијални наставници и да ја пилотираме оваа програма. И нашата замисла беше дека кога ќе го направиме ние, кога ќе завршиме овој проект, може би во некоја далечна иднина, кога ќе се звездите ќе се наредат како што треба, дека може би ќе го воведеме во основно образование како изборен предмет. Меѓутоа, за пилотирањето на оваа програма беше потребно да се обратиме кон Бирото за развој на образование и да замолиме да ни одобрат да можеме да го пилотираме проектот. И тие ја погледна нашата апликација, погледна нашата програма и тие беа тие кои што ни река, па ова е готов предмет, вие може да веднаш да
да барате да се воведе во основно, очигледно им се допадна, да се воведе како изборен предмет во основно образование. Ние така шокирани од нашиот успех, секако дека прифативме, адаптиравме она што требаше да се адаптира, го поднесовме брањето и ето веќе добрија од септември да биде изборен предмет во основните училишта. Знаеш, ние обично во врска со институциите знаеме секојаш да имаме критички став, меѓутоа ете таму работат луѓе кои што знаат да препознаат што е добро и што е квалитетно, што е добро на крајот за децата. И остваривме добра соработка, веќе од септември го имаме како изборен предмет. Мило ми е што ви успе иницијативата и во контекст на тоа што го кажа луѓето, нели, како што викаат, развиваат хевристики како повозрасни и почнуваат да го гледаат светот низ определени призми и ги мразеливи се навратат на тој момент каде што се запрашуваат, размислуваат критички зашто верувам во тоа, зашто не верувам. Како што вика Џон Стујарт Мил, едно општество според него либерално функционира каде што има константно дискусија и слобода на говор за да може на некој начин да напредне целото општество. Сега тука е интересен, поточно многу специфичен и многу пипав, како да кажам, пипава тематика, е тоа дека децата ќе бидат поттикнати, нели, колку што разбрав, да дискутираат за определени теми, а не да учат во парна материја како пасивни реципиенти. Так. Дали тие теми кои ќе се нудат ќе бидат понудени од определен наставник и има програма кои теми ќе бидат конкретно на филозофирање, или пак станува збор за теми кои ќе се одбираат импромту на лице место, бидејќи се пак се деца и некои теми се попипави, некои не и така натаму. Како би се реализирало тоа во пракса, мислам, како би изгледало сето тоа? Па, ако имате програма, нели веќе? Секако дека имаме програма која што во одредена мера треба наставниците да ја следат и во таа програма има многу предлог часови, предлог активности за часовите и тие часови се поделени во теми кои што генерално ги опфаќаат основните теми од филозофијата, така што се ти сигурно ги знаеш етика, естетика, онтологија, теорија на познание, меѓутоа секако не се така представени суво на децата, туку се представени низ интересни активности, низ интересни теми и овие сценарија ние ги нарекуваме не треба да бидат строго следени од страна на наставниците. Всушност секој оно што се занимавал со настава знае дека ако напише сценарио за час, односно планирање за часот и часот излезе токму така како што го предвидел, тоа е лош знак. Да. Тоа значи дека наставникот строго се држал до сценариото, дека не гледал што се случува на часот, не гледал децата на што реагираат добро, на што не реагираат, за да им го доближи часот на нив. И од тука овие сценарии, овие планирања во правилникот се напишани на тој начин што треба само да им дадат поттик на наставниците, треба секако има и детално објаснети активности, меѓутоа тоа се само насоки во кои што може да оди еден час и дадени се и повеќе алтернативи кои што под претпоставка може децата да одат натаму, меѓутоа наставникот во основа треба да ги следи темите, меѓутоа не детално да ги следи активностите. Треба да следи децата како реагираат, затоа што филозофијата потекнува од нив на часот. Не е тој што треба да им пренесе филозофија, туку таа филозофија треба да изведе децата. Не само што не треба да им пренесува филозофски знаења, забрането е тоа да го прави на часовите. Мака колку и да објаснувам околу тоа како еден час треба да изгледа, што треба прават наставниците, никогаш нема да можам да го доловам чувството што би го доживеле кога би присуствувале на час по филозофија со деца. Јас бев воодушевен, со отворена уста останав кога бев присутен на првите часови.
Сакате може малку да позборуваме за часовите. Ако да, па комплетно мислам тоа е една Веројатно главната тема на ги интересира луѓето како изгледа еден како час. изгледа 20 ученици дебатираат како модерира наставникот, како ги учат алатките на дебатирање, дали учат логички алатки на аргументирање или тоа сосема е спонтано како што им доаѓа логички грешки или не е така сите тие детали. Прво и основно за часовите по филозофија со деца мора да се постигне релаксирана атмосфера на овие часови, затоа што во стегната атмосфера човек не може да филозофира, не може слободно да се изразува. И уште на почеток на првиот час што го имам со одредена група на деца, јас им поставувам, ни кажам 4 правила на филозофирањето, така ги нареков. Од кој што првото прашање е дека не треба да се плашат да го кажат она што го мислат, затоа што во филозофијата не постои точен или погрешен одговор. И уште веднаш ова има милено правило на децата, не може да сгрешат што е да кажат. Затоа што тие се и веднаш се опуштаат во поглед на ова правило и во поглед на филозофирањето, затоа што тие се научени на другите часови дека мора многу да внимаваат да не сгрешат, може ќе добијат пониска оценка. Меѓутоа овде во филозофијата нема точен и нема погрешен одговор, и затоа не треба да се плашат да го кажат она што го мислат. Потоа второто правило е кој што малку потешко го усвојуваат, меѓутоа го повторуваме и го учат во текот на часовите, е дека треба многу да размислуваат, меѓутоа уште повеќе треба да го слушат она што другите го велат. Значи децата лесно да ги натераш многу да размислува, затоа што тие размислуваат по природа се мислители, по природа се филозофија, меѓутоа мора да научат и другиот да го слушнат, тоа што е и многу недостасува и кај нас возрастните. Потоа третото правило е дека слободно може да кажа дали се согласуваат со нечие мислење или не се согласуваат со нечие мислење, но мора да објаснат зошто. Че да дадат аргументи. Затоа што многу често во дискусиите, тоа го велам на децата, ќе наидете на различни ставови. Можеби вашиот најдобар другар ќе има поинаков став од вас, и ги учам децата на тоа дека тие не треба тие кога се соочуваат во часовите по филозофија не соочуваат меѓу себе личности, туку соочуваат ставови. И многу е нормално кога нема точен и погрешен одговор, понекогаш за иста тема да имаме различно мислење или спротивставено мислење. И всушност јас лично многу поубаво ми е да се дружам со луѓе со кои што не се согласувам, отколку со луѓе со кои што се согласувам, затоа што има многу повеќе муавет, многу поинтересен муавет со оние со кои што не се согласувам. И последно правило, четврто правило, е дека е во ред да го променат мислењето од време на време. Например, некој другарче кажало став кој што спротивен на нивниот, меѓутоа дало добри аргументи кои што им се допаѓаат, и нормално е во таква ситуација да го промениш мислењето. И ова правило исто така децата многу лесно го прифаќаат, што не е случај кај возрастните во секојдневниот живот. Им велам нормално да го менувате од време на време мислењето, затоа што никогаш не го менуваат мислењето тие луѓе што никогаш не мислат. Оно што мисли, некогаш ќе го промени мислењето. И многу интересно изгледа таа динамика на разменување аргументи во еден час. Например, користам една техника на делење во групи, кога ќе најдам на ситуација во која што околу одредено прашање има спротивставени ставови, велам, ајде, тие што мислат, што ги имат првиот став, нека застанат на оваа страна, тие што ги имат другиот став да застанат на оваа страна од просторијата. И како тече дискусијата, како се разменуваат аргументи, може да забележите како деца се префрлат од една во друга страна. Се отворени кон тоа дека можеби некој друг нешто по-добро ќе каже од нив и дека тоа треба да го прифатат. И не само што менуваат страни, знаат да застанат на средина.
Дали затоа што не се сигурни, да. ја века тука кога се седам додека не одлучам како идам, или некој трет став има што се разликува од овие два, па се формираат сами групи. Сакам да кажам дека кај децата тој процес на градење на мислењето е многу подинамичен и видливо се случува во овие часови, додека кај возрастните нели тоа иде малку потешко. Обично како стимул за филозофска дискусија се користи, може да се користи филм, може да се користи слика, може музика, уметничка слика. Например во рамки на проектот Софи, заедно со нашите партнери од Словенија и Грција изработевме многу дидактички материјали кои што треба да поттикнат филозофска дискусија, како што се приказни, потоа сценарија за мини театарски представи кои што децата ги глумат на часовите, кратки сценарија. Имаме и подготвено и борд гейм, друштвена игра со коцки, со карти, со влечење, предизвици, прашања, сето тоа многу интересно. И целиме кон тоа обично да тргнеме од посебното кон полека во дискусијата да се издигаме на поопшто ниво на разговор за нештата. Така, например, едно од оние сценарија што ги подготвивме се вика Бубавина, затоа што во него две деца се во една ливада, едното многу сака цвеќиња, другото дете многу сака бубачки. А во прво дете вели многу се грди бубачките. И тргнуваме така од поединечна ситуација за конкретни нешта, како што се цвеќињата и бубачките, за потоа полека да почнеме да разговараме и за малку поопшта тема. Еве, например, кога збориме за убавината на цвеќињата, потоа полека се запрашуваме, или за бубачките. Ако на ова дете му се убави бубачките, на другото му се грди, тогаш дали бубачката е убава или е грда? И дали убавината на бубачката или незината грдотија се во неза или се во тој што ја гледа бубачката? Дури понатаму да издигнеме дискусијата и тоа децата самостојно го прават. Воопшто не ги насочувам кон тоа поопшто. Полека со аргументите сами ги издигаат елаборациите на уште повисоко ниво, за на крај да почнеме да разговараме за тоа што е убавина и што е убаво само по себе. Ќе ви пренесам и една, сега брзо да се случи исто во рамките на филозофски филмски фестивал, една час по филозофија со деца, една работилница, во која што на почетокот прикажав еден краток анимиран филм за митот за бродот на Тезеј, во кој што, за оние што не се запознаени, тоа е дрвен брод кој што морепловецот го води кон голем број авантури, па како му се случува невремења, напад од морски суштества, се кршат делови од тој дрвен брод и како се скрши дел, тој го носи кај мајсторот, овој му го заменува за метален дел. Па после пак оди во авантури, пак му се кршат нови делови и му ги менува мајсторот деловите, му ги менува се додека не ги замени потполно и бродот од дрвен станува цел метален. И морепловецот се враќа дома кај сопругата и ова го гледа бродот. Вика, од кај ти е бродов, ова не е твојот брод. И како не е мојот брод, мојот брод. А твојот беше дрвен, ова е метален. И тука се поставува прашањето, дали ова истиот брод или е некој нов брод? И ако е нов брод, кога станал па нов брод? Дали кога бил заменет првиот дел, кога биле заменети половина од деловите или кога бил заменет последниот дел за метален дел? И тука исто така се прават паралели, деца прават паралели и кога, например, човек станува келав. Првото влакно кога ќе му падне, второто, третото, стотото или последното влакно кога ќе му падне. Сега ова се конкретни ситуации. Меѓутоа, дискусијата почнува да оди на малку по-абстрактно, по-високо ниво, кога ќе направиме аналогија на бродот со нас луѓето. И ние, кога ќе се родиме, растеме, се зголемуваат екстремитетите, млечни заби ни растат, паѓаат, потоа нови заби растат, ни расте коса, таа коса паѓа, нели науката вели секој 4 години секој дел од телото, секоја клетка се менува. И
потполно се обновува организмот на секој 4 години. И тука исто како зборува за тезе се постава прашањето дали тоа што ние се менуваме во текот на животот, стануваме други луѓе или сме истите тие луѓе постојано. И ако сме истите, што е тоа што нас не прави да бидеме ние? Да не бидеме некој друг, да не се смениме потполно. Дискусијата на тезе се продолбочува дури, извини што го прекинам кратко, не само со метални, туку со истите делови ако го замениш, дали тоа е се што ако ти го земеш со секој атом од твоето тело, секој атом дадеш друг атом, и секој атом го земеме и го замениме со потполно исти, направиме уште еден атом, дали тоа си ти или твој клон и така натаму. Да, го имаше, нечев да ширам приказната, го имаше. Пошто за децата да не навлеземе, да, го имаше тој дел, го имаше тој дел во кратката анимиран филм каде што мајсторот дрвените делови ги сочувал, па после нив споил брод. Па се прашање дали има два тези брода или е само еден. Поентата ми беше дека волку тешки, волку длабоки прашања децата знаат многу проникливо и многу длабоки одговори да дадат. И тука запишав некои од нивни решенија за тоа, решение за прашањето што е тоа што нас не прави да бидеме ние, да не бидеме некој друг. Ева ќе прочитам некои од нивните идеи, за кои што на ниеден начин не влијаев да стигнат до такви идеи, едноставно автономно, самостојно стигнуваат до нив. Едно дете вели дека тоа е нашиот карактер. Друго вели дека се нашите мисли, затоа што не може друг да ги мисли моите мисли. Само јас можам да ги мислам моите мисли. После едно дете вели тоа се нашите ставови, пошто тоа суштинско за нас, ние ги имаме нашите ставови, друг не може да ги има на начин на кој што ние ги имаме нашите ставови. Друго дете вели тоа се желбите наши, и за едно дете на крајот да каже дека тоа е нашата душа. Душа да не прави да бидеме тоа оној кој есенција. Да, тоа е нашата есенција. Гледате какви проникливи различни одговори даваат деца, осе деца од трето оделение. Што вие да рандом човек да го прашате возрастен едно вакво прашање, ако не ви рече не филозофира. Не филозофира, губи се, ако нема да може да го одговори. А децата многу лесно го прават. Тоа со мал подтекст, со мала филозофска провокација. И многу сакаат да филозофираат, децата. Има еден пример од оние часови кои што ги држав во едукативната платформа Училница, тоа беше во периодот на пандемијата, па мораше онлайн да ги држиме. Еден час, на пример, на тема уметност, обично часовите траат 50 минути. По барање на деца да го продолжи, траеше 2 часа. Тоа затоа што они сакаат да дискутираат, а јас само веќе по првиот час се повлеков, скрстив раце, само се смешкам, уживам, ги слушам. Ги прашав во текот на дискусијата, односно им го посочив едно дело на Џон Кейдж 4:33, во кое што музичарот на било кој музички инструмент излегува на сцена и 4 минути и 33 секунди не свири ништо. Таа композиција позната на Џон Кейдж. Ги прашувам децата дали мислите дека ова е уметност. И тука се фатија на тој 2 часа, 2 сата разговараа, 120 минути на таа тема. Па почна би дека беа во своите соби да вадат гитари, да вадат инструменти, па ова вака кога ги свирам е уметност, ама вака кога ги свирам не е уметност. Па се поделија во групи, уживање да ги гледате децата како филозофираат. Една прекрасна анекдота околу ова. Мислам дека ти кажував еднаш, кога бевме четврто оделение, до четврто оделение, имавме нашата наставничка Мира Тоник, важеше за една од најдобрите наставнички во основното, и имавме еден час неделно, каде што ни пушта уметничка слика една, ние не знаеме ништо, и не вика, што мислите за ова? Толку и еден кажува, таа таму е тажна, бидејќи овој не избори, друг вика не е види овој напремува таму на гледаната му, може би бара некој низ прозорецот. И така натаму се развиваа сериозни дискусии од една иницијална точка каде што тоа нам не беше најинтересниот час. Не две чекавме да е тој час во неделата, бидејќи сите се забавувавме. И ова што го кажуваш, сума сумарум е истиот начин, истиот пристап, е нешто што е многу позитивно и
поттикнува размислување кај децата и крши многу од стереотипите што значи филозофија, нели? Така. Повеќето мислат филозофија е нека сувопарна материја која само така ја учиш и слично. Дали конкретно при цела оваа иницијатива која ви успеа, се соочувавте и се соочувате од стереотипи, од наставници, од родители, од различни луѓе или не знам кој да е надлежен, кој мисли дека ова не е соодветно или мисли дека не е потребно воопшто и така натаму. Па на почетокот додека филозофијата со децата, да речем, се случуваше спорадично во рамки на филозофска филмски фестивал, во рамки на едукативната платформа Училница, добивавме исклучиво позитивни коментари од родителите и од оние кои што беа вклучени во процесот. Очигледно затоа што во тие случаи родителите истражиле малку каде ги запишуваат и во што ги пријавуваат своите деца, па беа презадоволни од она што се случуваше. Имаше многу позитивни реакции. Бирколи воодушевени беа дел од нив. Спомнав во пандемијата додека се случува оние серијалот часови по филозофија со деца. На крајот на серијалот дел од родителите не признаат дека биле во собата присутни, се криеле во некој ќоше за да слушаат дискусијата, ги интересирала многу. Па потоа со децата на ручек или на вечера продолжувале да разговараат на темите за кои што се разговарало на работилницата и велам во рамки на Училница и во рамки на фестивалот исклучиво позитивни реакции добиваме. Меѓутоа интересно е тоа што во она малку време, па пред една недела беше во кога се објави веста за воведувањето на медиумите за воведувањето на филозофија со деца како изборен предмет во основно образование, па ми се чини 90% од коментарите се негативни што ги добиваме, ама коментари не директно лице во лице кажани, туку не коментари на социјални мрежи под веста која што може слободно луѓето да ги напишат. И тука имаше секакви коментари како што може да се очекува. Најчесто коментарот, односно забелешката беше дека децата се многу оптоварени, уште филозофија ни фали, потоа дајте нешто практично, што е ова нешто абстрактни глупости ќе ги малтретирате децата, па до тоа дека сме биле некоја секта. Коментари на кои што ги даваат луѓе кои што единствено знаење за филозофијата им изразот не филозофира. И други работи имаше. Бабени деветини ли ке ги учите, да не ги споменувам сега навредите кои што беа во некои од коментарите. Не се обидовме во коментари да одговараме, мислам дека тешко дека ќе се разбереме таму, меѓутоа мислам дека е корисно некои од овие грижи кои што се јавуваат кај родителите да објасниме околу нив. Прво и основно дека нема да учат нови наставни содржини. Тоа се грижат и разбирливо до некаде се грижат родителите. Уште еден предмет ли ќе им натоварите. На страна тоа што изборен предмет и не мора да го изберат доколку не сакат, меѓутоа нема информации и нема филозофски содржини кои што им се пренесува за децата. Во овие часови единствени важни филозофи се децата. Платон не е важен, Кант, Хегел, никој од нив не е важен. Историјата за филозофијата не е важна, важни се децата. Па дури ни зборот филозофија не мора да го спомнеме часовите, а сепак да филозофираме. Така што испоменам, не само што нема да се оптоварат со нови содржини, туку она што ќе го разговарат ќе им помогне и во другите часови. Потоа, да не се грижат родителите, индоктринација е забранета најстрого во вакви часови. Ако Напротив, тоа е обратно од индоктринација. Да, не смее да си дозволи наставникот на часот да изложи свој став во врска со тоа прашање. Ниту пак да ги насочува децата кон некој одреден став. Ако тоа веќе го направи, подобро да се откаже од работа по филозофија со деца и во обуките кои што ги правевме и тука и во Словенија и во Грција. Тоа е едно од основните принципи кои што мора да се запазат. Така што не сме ние секта која што ќе ги насочува децата кон одредено учење, едноставно ќе им дозволиме нивното сваќање да го изложат, да го аргументираат и да дискутираат со другите деца за него. Извини што ќе те прекинам тука, па после ми ги кажеш останатите точки.
во де јуре, односно теоретски, тоа што го кажуваш така функционира. Сега де факто наставниците се луѓе со свој предрасуди и така натаму и можно е многу суптилно, нели, низ прашањата или низ начинот на водењето од дискусијата, многу полека и елегантно, да кажеме, да наметнат определена теза. Дали ќе постојат тела за регулирање каде што учениците или кој да е ќе може тоа го надгледува, да се пожали и некако да се санкционира сето тоа, кога сме кај тоа во пракса, или тоа би било се уште не е предмет на регулатива, како би се извело тоа? Се уште не сме стигнале до тоа да размислуваме околу регулација на самиот процес, меѓутоа уште во старт да ги избегнеме тие таквите потенцијални лоши ситуации, гледаме да одржиме што е можно повеќе обуки и што е можно повеќе детални обуки. Принципите на работа ги објаснуваме и во наставната програма, и во прирачникот, и тие се видливи и во планирањето на самите часови. Така што даваме се од себе да ги насочиме, односно да ги подучиме наставниците дека не смеат дека мора да ги следат тие основни принципи, дека не смеат да ги доведуваат децата, а да не зборам да ги заведуваат. Па кога не ставува што секако треба и да се санкционира. Сигурен сум дека има и тела кои што може да се погрижат за тоа ако нешто такво е пријавено од страна на детето, не на часовите по филозофија, на било кој друг час. Да, именно тоа би важело за сите часови. Тоа би било така. Важи тоа за сите часови, не само за часовите по филозофија. Други стереотипи исто така што мисконцепции што сакаш да ги разјасниш, а те прекинав. За тоа дека ние нешто не учиме, треба да ги учиме децата нешто практично, а не нешто апстрактно како филозофија. Реков филозофија не ги учиме, туку ги учиме да филозофираат. Ги учиме да мислат, да аргументираат, ги учиме да го слушаат другиот и ги учиме да соработуваат. Па као ова не се практични вештини кои што на секој нас не требаат во животот и критички да размислуваме, не знам што друго би било попрактично од тоа. И очигледно е дека оние негативни коментари што ги добиваме, нели обично тие луѓе читаат наслови, ни насловите не ги дочитуваат, не отвараат да прочитаат зашто е веста и веднаш коментираат. А во веста беше убаво објаснето дека не ги учиме историја на филозофија, ги учиме само да размислуваат, да аргументираат и сето тоа. Но очигледно тие не ги отвараат тие вести, читаат наслови, веднаш критикуваат и мислам дека токму тие негативни коментари кои што не се базирани на критичко мислење, се најголем доказ дека треба да има филозофија во основното образование, пошто кога тие луѓе би слушале како деца филозофија, малку ќе размислат пред да коментират, ќе отворат, ќе истражат, критички ќе пристапат кон нештото, па после ако сакаат ќе коментираат. Не отвараат, само коментираат на наслови и тоа е тоа. Но сепак мислам дека не е толку лоша состојбата дека сите луѓе се такви, тоа го прават, коментираат. Мислам дека тие луѓе се најгласни, најчесто коментираат, па затоа се многу видливи. Другите не коментираат што се ке со тоа, со мнозинството веројатно, да. Мнозинството се тие што не коментираат без да читаат, кога отворат ќе прочитаат да видат за што се работи. Луѓето имаат пред се предрасуда и негативна конотација околу зборот филозофија, не разбирајќи дека зад науката и се што применуваме ние научно, зад етиката, зад судството, зад политиката и сите системи кои ги знаеме, постојат филозофски премиси, постојат дискусии, дилеми и разбирањето на тој начин на размислување ги оспособува луѓето да разберат пошироко многу сторки кои се практични. Од економија, да кажеме, до идеологии, до наука, до нели по суптилни работи како математика, метафизика и така натаму. Сега како за крај, извини само да те прекинам, пошто ме праша и за наставниците, тука има еден интересен момент. Ја ти кажав за луѓето и родителите како реагираат, меѓутоа наставниците кои што имавме искуство, нели, да го пилотираме овој проект, завршивме со пилотирањето во неколку основни училишта кај нас и неколку во Словенија и неколку во Грција.
И слични искуства имаме и тука и таму, затоа што дел од наставниците отворено пристапија кон тоа да бидат домаќини на овие часови по филозофија со деца, меѓутоа дел има и малку резервиран однос кон нас, затоа што веројатно на почетокот мислеа дека ние со овие часови, нели, кај што нема точен погрешен одговор, има слободно размислување, ги подриваме нивните принципи на дисциплина, на учење, на малку па и строгост, меѓутоа мислам дека како течат часовите, тие увидуваат дека децата може да бидат дисциплинирани без да се плашат од лоши оценки, затоа што сакаат да го прават тоа што го прават на часовите по филозофија. И дури деца кои што се многу малку активни на другите часови, немаат самодоверба, на овие часови знаат да процветаат. И кога се вратат на другите часови, многу подобри да бидат по другите предмети, затоа што тука им се дава слободата да кажат што мислат, без да се плашат дека ќе сгрешат. И на тој начин наставниците кои што на почетокот беа малку резервирани во однос на филозофијата со деца, после увидуваат дека има многу позитивни нешта кои што може да и тие самите да ги искористат во своите часови. Тоа од моje лични искуства и така натаму, не само што нема да им ја намали желбата да сакат да учат, туку може да им ја зголеми. Јас како дете со дедо ми седнуваме на тераса, дебатираме, јас одам, читам литература и ствари, ми се вратам со нови аргументи. И тоа не само, они се активни учесници, мислам, се повеќе студии покажува дека пасивни реципиенти на настава е многу лош начин на учење на материја, бидејќи им е досадно можеби евентуално и не осеќа дека има туда, тука како активни, интерактивни учествувачи и развиваат и поголема желба да научат материјата, бидејќи они менуваат нешто, они прават нешто тука. Така да. Би можел, би сакал за крај, како едно за окружување, те прашам, како пообобштено, кои се вашите планови за иднината и како ти поабстрактно го замислуваш идеалното општество, каде што децата го изучуваат тоа и како мислиш дека тоа би помогнало на еден поголем план? Во секој поглед, културолошки, општествен, професионален и така натаму. Така, со воведувањето на предметот филозофија со деца во основно образование, автоматски ни се отворија нас многу насоки во кои што може и во кои што треба да се работи понатаму. И во таа смисла не сме ни баш сигурни каде да тргнеме сега понатаму, има многу работа пред нас. Затоа би набројал само неколку насоки во кои што треба да се работи понатаму. Прво, тоа е обуката на што поголем број на наставници, затоа што е воведен предметот на ниво на цела Македонија. Тоа се многу основни училишта. Пожелно би било во што е можно поголем број на училишта да има обучени наставници кои што би можеле да го држат овој предмет, да го држат филозофија со деца во 4-то, 5-то и во 6-то деление, како што кажати. Потоа имаме во план, односно имаме идеја за понатаму да развиваме и нова програма која што ќе биде адаптирана за уште пониска возраст, за деца од 1 до 3-то одделение. Затоа што во принцип тука важи правилото што порано толку подобро. Колку повеќе машинеријата образовна ги меле децата во поглед на тоа што ги тера да бидат пасивни реципиенти, толку потешко тие понатам ќе усвојат слободата на изразување во филозофијата, така што секогаш е корисно и порано да се почне, секако со адаптирање на темите и адаптација на пристапите во пониските одделенија. Секогаш би биле корисни и нови дидактички материјали, иако сега за сега имаме доволно, и на тоа така исто може да се работи. Потребен е и превод и на стручна литература за оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност и да истражуваат понатаму и да развиваат филозофијата со деца кај нас. А во една подалечна перспектива ќе треба и, барем според моје мислење, воведување на предмет методика на настава по филозофија со деца на катедрата по филозофија,
со цел да се подготвува кадар заинтересиран да се насочи кон филозофијата со деца и да ги држи овие часови, меѓутоа да се создава и кадар кој што ќе истражува понатаму, кој што ќе развива понатаму филозофијата со деца кај нас, меѓутоа полека малку мислам дека треба да прекочиме, да размислиме, да пазиме што посакуваме во крајна мера, затоа што многу лесно може да се оствари, како што се оствари со воведувањето на филозофија со деца, секако се шегува малку кога го велам ова. Сакам да кажам, има многу работа пред нас, а во поглед на тоа како би се одразила филозофијата за деца во подобрување на општеството. И тоа, од каде да почнам? Секако на многу различни начини, во многу позитивна смисла се одразува, како што се одразува индивидуално врз развојот на ученикот, на неговите индивидуални способности, така и врз развојот на неговите социјални способности и на всушност таа училница, која што нарекуваме истражувачка заедница, според Мит Липман, таа е слика на општеството. Ако во општеството, како во училницата ги научите децата ги научите луѓето да соработуваат, како што деца да соработуваат, врска со овие прашања, каде што учат како да аргументираат, како да размислуваат, како да се почитуваат, и тоа понатаму се пренесе, а ќе се пренесе преку овие деца, автоматски станува појасно на кој се начини може да се подобри ситуацијата во општеството на било кој поле. Да, луѓето развиваат свест, поинаков однос кон работите, тоа е еден потенцијал за напредок секогаш. Се е поинако. И технолошки, дури од научен до општествен, да. Мартин, мило ми беше многу што дојде во оваа емисија. Имавме одличен разговор. Се надевам дека оваа иницијатива ќе напредни повеќе и повеќе, а дамна, тоа го зборувам, критичко размислување, така натаму се многу важни работи за децата. Благодарам многу за поканата. Чест ми беше и ова е, мислам, голема работа, може би повеќето, ја мислам дека ова е многу важна работа, според мене. И ние мислиме така, благодарам многу за поканата, и мене ми беше голема чест да бидам дел од овој подкаст. Се надевам дека ќе напредуваме, ќе имаме зошто да зборуваме на некоја наредна прилика. Благодарам уште еднаш.